Почитувани граѓани, почитувани новинари. Преку серија на мерки што ги презема владата, се намалува невработеноста, се создаваат услови за отворање на нови работни места, се отвараат шанси за младите. За оперативниот план за вработување во 2019 година обезбедени се рекордни 1,1 милиарда денари, односно највисок износ досега. Мерките од планот се фокусираат на доквалификација, вработување на најранливите категории, но и поддршка на стартапите и иновативните бизнис идеи за сопствен бизнис. Оперативниот план за 2019 година посебен акцент става на младите, невработени лица до 29 години, како и на корисниците на гарантирана минимална помош. Со новата мерка во оперативниот план обезбедени се над 43 милиони денари за развој на дигитални вештини и нови работни места во оваа сфера. Со оваа мерка се опфатени 1323 невработени млади лица до 34 години. Преку најразлични обуки и преквалификации, овие млади луѓе ќе можат да се вработат. Новите работни места и потребите од преквалификација и стекнување на дигитални вештини се подготвени заедно со работодавците. Градиме правично, фер општество кое создава шанса за сите. Мерките од оперативниот план за вработување даваат реални и одржливи резултати. Во претходната 2018 година оперативниот план за вработување имаше реализација од 95%. За прв пат се воведе гаранцијата за млади, преку која се вработија 1839 млади лица. Оваа мерка не прави прва држава што ја применува, а се уште не е полноправна членка на Европската Унија. Преку програмата самовработување пак, сопствен бизнис отворија 1191 лице. Успешните мерки, раздвижувањето на економијата и напредокот во интеграциите придонесоа стапката на невработеност да опадне на 20,8%, со инерција дополнително да се намалува и веќе годинава да биде на историски минимум од под 20%. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата и парламентарното мнозинство што ги предводи продолжува со спроведување на мерките што обезбедуваат нови работни места, повисоки плати, повеќе пари и повисок животен стандард за сите граѓани.